Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од деловникот на Советот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за финансии и буџет на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка, одлука за обезбедување надзор на работите за градежни работи за опремување на простор за воспоставување на услуга, дневен центар за активно старење на стари лица. Втора точка, одлука за давање на трајно користење, одржување и управување на објектот Пчеличка на јавна општинска установа за деца, детска градинка Мајски цвет во општина Битола. Трета точка, одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари за потребите на културен и информативен центар Битола. Четврта точка, одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. Петта точка, одлука за продажба на недвижна ствар во сопственост на општина Битола со електронско јавно наддавање. Шеста точка, одлука за давање на деловен простор на 8 години во закуп со ЕјАН во објект сопственост на општина Битола во село Цапари. Седма точка, одлука за давање во закуп со надоместок на недвижни ствари за период од 4 години во сопственост на општина Битола со електронско јавно наддавање. Осма точка, одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар, патничко моторно возило без надоместок на ЈПП и ЛП Битола. Девета точка, одлука за пренесување на право на сопственост на движна ствар, патничко моторно возило без надоместок, сопственост на општина Битола на јавното претпријатие Комуналец Битола. Десета точка, одлука за давање на донација во вид на добро на доброволно противпожарно друштво Архангел Битола. 11 точка, одлука за примање на донација на садови за собирање на отпад од Министерството за животна средина и просторно планирање. 12 точка, одлука за давање на донација во вид на добра на јавното претпријатие Комуналец Битола. 13 точка, одлука за примање на донација за изработка на основен инфраструктурен проект. 14 точка, годишен план за вработување на јавна општинска установа детска градинка Естрева Вадија Мара Битола за 2026 година. Кој е за вака предложение од дневен ред? Едногласно. Одиме со првата точка, одлука за обезбедување надзор на работите за градежни работи за опремување на простор за воспоставување на услуга дневен центар за активно старење на стари лица. Представник од општинската администрација Павеле. Значи, во рамките на проектот за подобрување на социјалните услуги од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади, летото општина Битола заедно со општинската организација на Црвениот крст аплицираја за отворање на дневен центар за активно старење на стари лица. Во рамките на овој проект произлегува и ова потреба, општина Битола да го обезбеди надзорот за успешно спроведување на градежните активности на овој дневен центар. Благодарам. Прашање дали има? Бидејќи нема прашање, одиме на втората точка. Одлука за давање на трајно користење, одржување и управување на објектот Пчеличка на јавна општинска установа за деца, детска градинка Мајски цвет Битола. Јас исто. Ова е последната одлука, од циклусот одлуки кои што ги носиме во врска со управувањето, одржувањето и користењето на овој објект Пчеличка. Тоа е во рамките, знаете, на Мајчин дом просторот, тоа е новата градинка Пчеличка. И со ова одлука веќе ја даваме на трајно користење, го отстапуваме просторот на самата градинка, односно на Мајски цвет, да се грижи за целиот простор, за неговото користење, управување и се што треба. Благодарам. Прашање дали има? Доколку нема прашање, одиме трета точка. Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари за потребите на културно-информативен центар Битола. Представник од општинската администрација Павеле. Со ова одлука на општина Битола, ги даваме на трајно користење без надоместок сите движни ствари, согласно спецификацијата во прилог, набавени во проектот Smart for You на културниот информативен центар во Битола. Се предаваат на трајно користење. Благодарам. Прашање дали има? Павеле Чудаковски. Можам да ги прочитам во листата. Компјутер десктоп, печатачи, лаптопи 4, таблети 2, аутдор дисплеј мир 1, аголно инфобиро, 10 столици, 2 конференциски маси, компјутерски бироа 8, некој држач за знаме, холдер на флаери, тоа. Прашање дали има дополнителни? Доколку нема, одиме на четврта точка.
Одлука за определување на висината на благajničкиот максимум. Повели. Добар ден и од мене. Значи, врз основа на Законот за локална самоуправа и статутот на општина Битола, во благајната на општината секоја година, па така и наредната 2026 година, имаме право и обврска да чуваме одреден благајнички максимум. Како во денари, така и во девизи. Значи, во денари најмногу можеме да држиме до 100.000, доколку во девизи може да бидат по 3.000 евра од трите ставки. Ставка совет, ставка градоначалник и ставка општинска администрација. Исто така, во благајната чуваме и бонови за гориво и тие може да бидат во максимален износ од 200.000 денари. И на самиот крај, најмногу до 6.000 денари можеме да чуваме парични средства за материјални трошоци. Значи некои ситни работи кои што не се покриени со договори со тендери во општината. Благодарам. Прашање дали има? Толку нема. Благодарам. Петта точка. Одлука за продажба на недвижна ствар во собственост на општина Битола со електронско јавно надавање. Повели. Благодарам. Почитувам председателе, почитувани советници, ова одлука се однесува на продажба на недвижна ствар во собственост на општина Битола со електронско јавно надавање, која се наоѓа во место викано Хераклија, во поранешната касарна. Со ова одлука се задолжува новиот собственик, како што ви е наведено и во одлуката, во рок од 2 години да изврши реконструкција, а во спротивно ќе му се раскине договорот. Ова одлука е врз основа на барање на заинтересирани правни лица за купување на овој објект. Благодарам. Прашање дали има? Долку нема. Продолжуваме со шеста точка. Одлука за давање на деловен простор на 8 години во закуп со електронско јавно надавање во објект собственост на општина Битола во село Цапари. Повели. Ова одлука се однесува на објектот собственост на општина Битола во село Цапари, за кој има заинтересираност од правни лица од село Цапари и од Битола за давање во закуп на 8 години на овој деловен простор, односно на овој објект. На делот објектот, се извинам, на делот објектот. Прашање дали има? Повели. Благодарам, председателе. Сакам едно појаснување од општина во однос на годините. Има некои законски рамки како се определува годините за издавање на заем, на наем, затоа што во следната точка исто се давање закуп со надоместок во период од 4 години, а овде од 8. Па затоа ми е прашањето како ги определувате овие годините? Согласно заинтересираноста или има некои законски основи? Се однесува за давање на ова точка, односно одлука, на 8 години. Има заинтересираност за овој рок на давање во закуп. Со тоа што во барањето и од местната заедница се заинтересирани и со тоа ќе се и одржава и објектот во село Цапари. Значи по нивно барање за 8 По години. нивно барање, да. Добро. Ние се сложивме. Дополнителни прашања дали има? Толку нема. Седма точка. Одлука за давање во закуп со надоместок на недвижни ствари за период од 4 години во собственост на општина Битола со електронско јавно надавање. Повели. Председателе, Седмата точка за недвижни ствари за период од 4 години во собственост на општина Битола. за ова одлука, давање закуп со надоместок на недвижни ствари во период од 4 години се однесува на киосците на градско шеталиште, бидејќи постојаните договори истекуваат во текот на 2026 година. Добро. Прашање дали има? Долку нема. Одиме 8 точка. Одлука за пренесување на правото на собственост на движна ствар патничко моторно возило без надоместок на ЈПП и ЈЛП Битола. Повели.
За ова одлука за пренесување на правото на собственост на движна ствар се однесува на марка Citroen C4, собственост на општина Битола, по барање на јавното предпријатие за паркинзи, јавен и локален превоз. Спецификацијата имате во одлуката. Да. Прашање дали има? Толку нема, продолжуваме 9-та точка. Одлука за пренесување на правото. Имаш, Павел Излатко? Добар ден на сите. Ме интересира дали има и уште други возила кои што можат вака да бидат дадени на јавни предпријатија или ова беше едно? Благодарам. Ние имаме уште едно возило што е наредната точка за донесување одлука. Исто така Citroen C4 на јавното предпријатие Комуналец по нивно барање. Благодарам. По дополнителни прашања дали има? Нема. 9-та точка е одлука за пренесување на правото на собственост на движна ствар патничко моторно возило без надоместок, собственост на општина Битола на јавното предпријатие Комуналец Битола. Дали има прашање по однос на оваа точка? Нема. Продолжуваме 10-та точка. Одлука за давање на донација во вид на добро на доброволно противпожарно друштво Архангел Битола. Повели. За оваа точка исто така имавме барање од страна на доброволното противпожарно друштво Архангел Битола за донација на патничко возило Лада Нива за нивните потреби, со тоа што се условени во смисла донацијата, со оваа донација треба да го репарираат ова донирано возило, истото употребува да се стави функција на противпожарната заштита. Во спротивно ќе биде вратено во собственост на општина Битола. Благодарам. Прашање дали има понос на 10-та точка? Долку нема. Одим 11-та точка. Одлука за примање на донација на садови за собирање на отпад од Министерството за животна средина и просторно планирање. Представникот од јавното предпријатие Комуналец. Добар ден на сите. Одлуката која треба да ја донеси Советот за садовите што ги добива од Министерството за животна средина, веќе делумно од нив се испорачани во јавното предпријатие и направена е една анализа каде тие ќе бидат поставени низ градот. Само нас ќе треба да ја примиме донацијата која што треба да ја донеси како одлука Советот на општина Битола. Благодарам. Прашање дали има? Павел Чулаковски. 12-13 точка се уствари, ние ги 11 и 12 ги примаме од Министерство за животна средина и 12 точка му ги даваме на Комуналец. Ако добро разбрав, така? Сега сме на 11-та точка. Не, може паралелно за двете точки. Може, мислам, може. да. Ако сакаме, може. Добро. Од ова што го видовме од информацијата што имаме овде, се работи за 120 литарски канти. Кај ќе бидат поставени тие? Во домаќинствата ќе бидат распоредени 120 литарските канти. По основ на што ги распоредваме тие канти? Значи, предходно имавме направено една анализа, кај што недостига, значи кај што имаме потреба, предходно имавме повторно донација добиено за жолти канти, тие беа поставени генимале. Сега се уште кантите се во Стопанскиот двор и во другите објекти на Комуналец и правиме анализа каде недостигат од на терен, значи да се информираме каде недостигат канти, зелени канти за отпад, таму ќе бидат поставени, ќе бидете навреме известени. Значи во кои реони ќе Добро. бидат поставени. Оваа донација од Министерство за животна средина е во склоп со депонијата? Во договорот со депонијата? Зошто не ги дава Министерство за животна средина на канти за ѓубре? Извини? Зошто ги добиваме овие канти за ѓубре од Министерство за животна средина? Дали се овие дел од договорот за изградбата на регионалната депонија? Таа информација треба да ја побарате од Советот. Може и некој да ни одговори? Материјалите на сите ни беа пратени. Ама немаме овде ние дали е тоа во склоп. Тука стои дека според договорот со Министерство за животна средина и општина Битола донират на општина Битола спрема кој договор? Имаме договор некаков, може договорот да го добиеме, да го видиме каков е договорот? Ако има, ќе ни дадат договор. Дополнителни прашања дали има? Има, да.
Повели. Рековте дека претходно имате поставено такви жолти канти во Гинимале. Ние имаме посебно возило за собирање на отпад од жолти канти, колку што знам во жолта канта се собира пластика и Се собира 5 амбалажа. да, 5 амбалажи. Да. Имаме ние посебно возило што го собира отпадот? Имаме, да. Сакате да ми кажете дека имаме возило што посебно собира? Имаме возило што собира хартија, картон и во истото возило собираме 5 амбалажа. Ако има во домаќинствата селектирано, ако домаќинствата не ја користат за комунален отпад. Добро. Сега, бидејќи ќе добиеме тука 9000, не можам да го најдам, канти, ќе имаме ние капацитет да собираме само селектиран отпад од жолтите канти возила? Значи, покрај кантите од Министерство за животна средина треба да добиеме и камиони. Камионите се дел од проектот за новата депонија? Камионите се дел од донацијата што ќе ја добиеме од Министерство за животна средина. Според договорот за новата депонија? Значи, таа информација, јас не ја знам, треба да ја имате вие. Добро. Што ако граѓаните не ја користат жолтата канта како што треба? Што ако во неа депонират секаков вид на отпад? Како тоа ќе го регулирате вие како комуналец? Треба, значи, повеќе едукација и повеќе разговор со граѓаните да ги воспоставиме веќе новите мерки за селекција. Ние имаме донирано и канти и поставено канти низ целиот град и континери, меѓутоа не можеме од дивите собирачи најмногу имаме проблем за кога собираме 5 амбалажа, значи дивите собирачи ги собират пластичните шишина и тие ги продават понатаму на тие што вршат откуп. А инаку ние механизам како да се справиме, јас мислам дека само со едукација на граѓаните. Или со казни. Од ова пракса досега што имате со веќе поставените жолти канти, селектират граѓаните? Делумно, да. Делом. А тие што не селектират? Тие што не селектират, санкционираме дават некако? комунален отпад во жолтата канта. Добро, Дават и комунален таа канта отпад. оди во И одат во истиот камион. со пластиката. Со пластиката, да. А некако ги санкционираме тие што гледаме пример, еве во град Скопје имаме забрана за фрлање ѓубре од толку до толку часот. Дали ние ќе имаме некакви санкции за Вие сте совет, вие треба да донесете одлука. Добро. Океј. Друго, од ова што досега го собирате, пластиката и хартијата, спомнавте дека имате возило. Може да добиеме информација до седница колку приходи сте имале од препродажба на рециклирана хартија и пластика, комуналец колку имало досега? Може да добиете апсолутно секакви информации за тоа што собираме и комунален отпад, и габаритен отпад, 5 амбалажа и колку имаме досега остварено приходи. Одлично. Ќе ве молам до петок до четврток до седница да ги Нема добиеме тие проблем. информации. Ви благодарам. Мога. Прашање дали има дополнителни? Повели. Бидејќи рековте дека имате селектирано, односно мапирано локации каде ќе се постават тие канти. Дали во руралните средини ќе има вакви канти за отпадоци? Се уште го вршиме мапирањето каде ќе бидат поставени кантите што се донацијата од Министерството, односно од Општината. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Долку нема. 12-та точка, одлука за давање на донација во вид на добра на јавното предпријатие Комуналец Битола. Тоа е истата точка за која што разговаравме. Дали има некои прашања по однос на оваа точка? Долку нема. 13-та точка, одлука за примање на донација за изработка на основен инфраструктурен проект. Представник, Добар ден. повели Митре. Значи, со оваа одлука Лидл ни донира проектна документација за основен инфраструктурен проект за ново предвидената улица, пристапен пат до новиот маркет Лидл кај Кеопс. Благодарам. Ukupната површина опфатена на проектирање за коловозот, мисламе 5200 метри квадратни и изнесува 767.000 денари, без ДДВ. Добро. Значи, согласно новите потреби на ДУП-от, произлегва потреба од нова улица и Лидл ни ја донира проектна документација. Благодарам. Прашање дали има? Долку нема.
Продолжуваме 14 точка. Годишен план за вработување на јавна општинска установа детска градинка Естре Авадија Мара Битола за 2026 година. Представник, повелете. Добар ден. Планираните пополнувања на работни места според годишниот план за 2026 на Естре Авадија Мара се следните. Имаме едно место во административна служба, помлад соработник секретар, тоа е правник, тоа е празно по систематизација. 3 места се домијач, едното следува според стандарди и нормативи, а останатите 2 се според основ пензионирање. Еден градинар, исто по основ пензионирање, и 3 места хигиеничар, тие се по основ отказ од страна на работник. Тие се трајни вработувања на неопределено време и имаме планирано пополнување на работно место на определено време, тоа е советник сметководител, тоа е мирување на работно место назначено заради ВД директора. Тоа е на определено време. Благодарам. Благодарам. Прашање дали има? Повели Таковски. И благодарам, почитувам председателе, почитувам представник. Изминатите седници слушнавме дека вашата градинка згрижува околу 800 деца и околу 300 од децата имаат проблем со говорот. А вие во вашата градинка имате само еден логопед. Дали размислувате за зголемување на бројот на логопеди? Ви благодарам. Повели. Благодарам. Размислуваме, предвидејќи да, има, меѓутоа сигурно за следната систематизација и сега јас лично не можам да го одговорам ова, бидејќи јас сум сметководител, ќе добијате одговор од овластените лица. Благодарам. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Долку нема. Справата затворам, преминуваме на гласање. Прва точка, одлука за обезбедување, надзор над работите за градежни работи за опремување на простор за воспоставување на услугата Дневен центар за активно старење на стари лица. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека првата точка е освоена. Втора точка, одлука за давање на трајно користење, одржување и управување на објектот Пчеличка на јавната општинска установа за деца, детска градинка Мајски цвет во општина Битола. Кој е за? Едногласно констатирам дека втората точка е усвоена. Трета точка, одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари за потребите на културно и информативен центар Битола. Кој е за? Едногласно констатирам дека третата точка е усвоена. Четврта точка, одлука за определување на висината на благајничкиот максимум. Кој е за? Едногласно констатирам дека четвртата точка е усвоена. Петта точка, одлука за продажба на недвижна ствар во собственост на општина Битола со електронско јавно надавање. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани, 2 воздржани, констатирам дека петта точка е усвоена. Шеста точка, одлука за давање на деловен простор на 8 години во закуп со електронско јавно надавање во објект собственост на општина Битола во село Цапари. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани, 2, констатирам дека шеста точка од дневниот ред е усвоена. Седма точка, одлука за давање во закуп на надоместок на недвижни ствари за период од 4 години во собственост на општина Битола со електронско јавно надавање. Кој е за? Едногласно, констатирам дека седма точка е усвоена. Осма точка, одлука за пренесување на правото на собственост на движна ствар патничко моторно возило без надоместок на ЈПП ЈЛП Битола. Кој е за? 5 гласа за, констатирам дека осма точка е усвоена. Девета точка, одлука за пренесување на правото на собственост на движна ствар патничко моторно возило без надоместок собственост на општина Битола на јавното претпријатие Комуналец Битола. Кој е за? 5 гласа за. Констатирам дека девета точка е усвоена. Десета точка, одлука за давање на донација во вид на доброволно противпожарно друштво Архангел Битола. Кој е за? 5 гласа за. Констатирам дека десета точка е усвоена. 11 точка, одлука за примање на донација на садови за собирање на отпад од Министерството за животна средина и просторно планирање. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани, 2 воздржани, констатирам 11 точка од дневниот ред е усвоена. 12 точка, одлука за давање на донација во вид на добра на јавното претпријатие Комуналец Битола. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани,
2 воздржани, констатирам дека 12 точка од дневниот ред е усвоена. 13 точка одлука за примање на донација за изработка на основен инфраструктурен проект. Кој е за? 5 гласа за, констатирам дека 13 точка од дневниот ред е усвоена. 14 точка годишен план за вработување на јавна општинска установа детска градинка Естреа Вадија Мара Битол за 2026 година. Кој е за? 3 гласа за, против, 1 против, воздржан, 1 воздржан, констатирам дека 14 точка од дневниот ред е усвоена. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ја затворам Комисијата за финансии и буџет и благодарам на сите за присуството.